младинскиот центар официјално. Проект кој ни беше на годишната програма на Советот на млади, веќе 2 години се трудевме да го реализираме заедно со локалниот младински совет. Јас како одговорно лице на млади беше никако прв приоритет на буџетскиот форум и освоивме првото место и сега прв приоритет кој го отвараме и реализиран во 2026 година. Тука и председателот на младинскиот совет Искра и заедно со председателот на организација Жена кои ќе бидат одговорни за целокупната работа со младинскиот центар. Ќе се одвиваат младински активности, семинари, работилници, формални и неформални дружби, во соработка со одговорните лица и ќе представува одлично место за младите. Давам збор на председателот на младинскиот совет и на председателот на организација Жена да кажат нешто повеќе за нив и официјално го предавам клучот и документот за работа. Фала Милена, фала за наштината. Ние како организација Жена градевме стратегија за млади во месец април 2024 година и таму исто така беше приоритет отварање на младински центар. 2025 година во мај месец општина Делчево распиша оглас за организација која што ќе раководи со младинскиот центар. Се пријавивме и на тој конкурс и добивме решение за дека организација Жена ќе раководи со младински центар. Поднесовме програма за работа на младинскиот центар и со програма за работа, значи ние 3 години ќе го раководиме центарот, односно младинскиот центар. Програмата на младинскиот центар представува програма каде што се предвидени активности со едукативна содржина, меѓутоа и со младинскиот центар ќе биде простор каде што креативноста на младите ќе дојде до израз. Сето тоа е со цел да младите бидат креатори на локални политики, не само да бидат корисници на тој младински простор, него тука да бидат креатори на промените кои што ќе се случуваат во општина Делчево. Мислам дека младинскиот центар ќе биде доста продуктивен, бидејќи со програмата се предвидени, како што реков, низа содржини, односно едукативни работилници од сите области, од заштита на човекови права, од професионален развој, односно личен раст и развој на самите млади, до работилници со литературна и со музичка дејност. Предпоставувам дека младите ќе користат активно тој центар. Представникот на младинскиот совет исто е тука и за се што треба, значи стоиме на располагање на младите од 15 до 29 години. Благодарам. Јас како председател на младинскиот совет сакам да кажам дека и во претходниот мандат на младинскиот совет бев дел од советот и сакам да напоменам дека тимот кој што беше и во претходниот мандат, но и сегашниот тим ќе се залага и за правење активности, но и за сите потреби на младите и за сите млади во Делчево, не само за работите кои што ние ќе се досетиме и работите кои што ние ги мислиме. Затоа сакам да пуштаме еден апел кај младите во Делчево кои што имаат некој проблем за решавање, кои што имаат некоја идеја за едно подобро општество каде што младите ќе се чувствуваат убаво, каде што ќе можат повеќе да се развиваат, каде што ќе имаат повеќе можности, слободно да не контактираат нас или да контактираат организација Жена, за да можеме да разработиме еден план и да можеме ние да изреагираме соодветно и во соработка со општината да направиме се што можеме. Ова е еден од нашите први поголеми проекти кои што се остварени, но верувајте следуваат низа други активности и проекти со кои што ќе се залагаме. Делчево да биде еден град, една општина каде што младите ќе имаат се што би сакале да имаат. Кратка дружба, да се запознаеме сите меѓу себе, представници, членови на советот, стари, нови, сите дечки сме заедно заслужени за целокупната реализација. Исто и вие, како соработници, очекувам прекрасна соработка, успешно реализирани проекти и ви благодарам на сите за поддршката, за присуството.
Јас благодарам на сите млади кои што учествуваа активно до сите наши активности во градење на стратегија, во наши едукативни работилници, клуб на дебатери, клуб на активизам. Сите тие активности ќе продолжат да се одвиваат и во рамките на овој простор, на Младинскиот центар. Благодарам на сите. И уште да надополнам, му благодарам на градоначалникот за поддршката и да кажам дека беше оправдано спречен да присуствува, но година ќе продолжиме заеднички да ги остваруваме и реализираме сите потреби на младите. Аплауз. Со тоа, Успешна соработка, хвала ви. Хвала на општината. Само и од мене, јас сум Наталија, надевам се дека ќе имаме прекрасна соработка. Младинскиот центар е тука со цел, значи, да се организираме, да даваме своји идеи, тука е Младинскиот совет, надевам се на секако соработка обострана и надевам се на што повеќе задоволство од страна на